Почитувани сограѓани, во изминатите 12 години вие бевте нашиот главен партнер во спроведувањето на проектите кои Прилеп од едно заборавено и запуштено место го направија град достоен за живот. Град кој стана репер во Македонија како треба домаќински да се работи и вистински пример како треба да се сака својата општина. Вашето мислење и сугестии секогаш беа нашиот компас за реализација на сите поголеми проекти. Денес, по четврти пат, јас заедно со советниците од ВМРО ДПМН и коалицијата застануваме гордо пред вас, барајќи да ни ја дадете повторно вашата доверба да продолжиме да го градиме европското лице на Прилеп. Во изминатиот период, нашиот град стана вистинска мета на странските и домашни инвеститори, град во кој за 12 години бројката на невработени се намали за над 11.000 лица. Општина Прилеп доби над 200 км нова асфалтна мрежа, над 200 км нова водоводна и канализациона мрежа. За прв пат во историјата се реализира проект како пречистителна станица, се легализираа над 10.000 објекти, се воведе за прв пат јавен градски превоз, градот доби 4 нови спортски сали, нови стадиони за фудбал, тениски и повеќе наменски игралишта. Градот беше домаќин на голем број спортски и културни манифестации од балкански, европски и светски ранг. За 12 години вложени се над 12 милиони евра за подобрување на условите во сите училишта на територијата на општина Прилеп. Капацитетот на градинките зголемен за 200 деца, а за прв пат во историјата се отворија и 4 градинки во населените места. Прилеп е град како пример за соживот помеѓу ромското и македонското население, како и пример за соживот со нашите браќа турци од Канатларци, со кои реализиравме голем број заеднички проекти. Почитувани мои прилепчани и драги пријатели, еве вака се сака Прилеп, само со работа и дела, а не со празни зборови, нешто што е практика на СДС веќе 26 години. Доколку не е така, нека ме демантираат со дела, но за жал не можат да се пофалат со ниту еден реализиран проект во Прилеп. Ниту еден. Замислете колку е тоа смешно, а од друга страна и трагично. Па сега ќе го враќале животот назад, но како? Така што ќе гласат за двојазична Македонија и двојазичен Прилеп? Па нели немаше да има двојазичност, нели немаше да има двојазични пари, униформи на полицијата, војската, двојазични институции? Како ќе го вратат животот назад? Така што ќе ги избркат сите странски инвестиции од Македонија и Прилеп и илјадници луѓе ќе останат без работа. Ќе го вратите животот назад со смртта на многу млади животи во болниците за само 10 дена или со тендери на вашите министри. Господа од СДС, единствено што вие знаете добро да правите е тоа да го лажите сопствениот народ и да ги распродавате националните интереси. Само за да дојдете на власт, ветувате изградба на цели населби од мигранти, менување на демографската слика на Прилеп и Македонија. Ветувате двојазичност, менување на историјата и промена на името Македонија. Тоа досега никој го нема направено во целата историја на македонскиот народ. Еден ден ќе ви биде срам за сето она што правите денес. Мојот против кандидат за градоначалник на СДС, господинот Илија Јовановски, даваше изјава за медиумите од предучастокот. Господине Јовановски, прво сакам да ве подсетам дека токму тој участок комплетно го реконструираше владата на ВМРО ДПМН и локалната самоуправа. И второ сакам да ве прашам, дали не ви е срам кога стоите тука пред местото каде што започнала борбата против фашистичкиот бугарски окупатор, а вие денес заедно со вашиот лидер сакате да смените историјата на која се гордее Прилеп. Па против кого се бореле партизаните? За кого загинале оние над 600 млади луѓе, чиковски се погребани во паркот на револуцијата? Загинале за Македонија, господине Јовановски. Загинале за слободна, независна и унитарна Македонија. А не загинале за двојазична Македонија. Македонија каде ќе живеат мигранти, каде некој после 73 години ќе посака да го погази нивното дело. Ние, ВМРО ДПМН и коалицијата, ветуваме дека секогаш ќе бидеме со нашиот народ и никогаш нема да ги предадеме националните интереси. Никогаш. Како што вие секојдневно тоа го правите. На 15 октомври
Народот ќе каже во каква Македонија сака да живее. Дали во просперитетна, европска и модерна Македонија или во онаа вашата двојазична со сменета историја и со наведната глава како македонци. Народот знае што треба да одбере, а тоа е работа, дела и отчетност. Да живее просперитетен прилеп, да живее Република Македонија.